Второто полугодие во училиштата сепак ќе започне со физичко присуство на учениците. Од Министерството за здравство сметаат дека епидемиолошката состојба го дозволува тоа, а за контрола на состојбата ќе се прави скрининг меѓу учениците по случаен пристап. Доколку се појави ширење на вирусот во одреден регион, општина или град, новиот министер за здравство Беким Салиу најави дека ќе бидат преземени соодветни мерки. Според него, засега нема потреба од активирање на модуларните ковид болници, затоа што се ангажираат другите болнички капацитети. На ниво на државата се трудиме пациентите да бидат згрижени во склоп на болниците. Од минатата недела веќе сте известени дека превземавме конкретни мерки да се зголеми број на кревети кои што би примиле хоспитализирани пациенти со COVID-19. Тоа значи отварање на капацитети кои што претходно биле COVID центар, сега повторно пристапуваме. Од вчера е отворена кожната клиника и од денес неврологија. Имаме акционен план во врска со тоа, за модуларните се уште не разговараме затоа што нема потреба. Синдикатот за образование, наука и култура деновиве побара од владата да ја приспита одлуката за почеток на второто полугодие со физичко присуство на учениците. Оттаму оценија дека ситуацијата кога расте бројот на новозаболени треба да започне со онлайн настава во првите 2 недели. За иницијативата на група родители пак, кои најавиле дека ќе ги пуштат децата на училиште без маски, министерот Сали истакна дека тоа се неофицијални иницијативи. Министерството апелира на почитување на мерките за носење маска, држење соодветно растојание и честа дезинфекција. По 14 години од тежното финансиско работење, конечно е деблокирана буџетската сметка на општина Зрновци. Со преземените активности од страна на општинската администрација и градоначалникот Борчо Коцев, локалната самоуправа ќе може да функционира без ограничувања и да ги реализира зацртаните планови за развој. Предходно од Министерството за финансии бил добиен табеларен преглед на налози за извршување по основ на судски решенија, што биле доставени од Народната банка на Република Македонија до Министерството за финансии, а со кои е блокирана буџетската сметка на општина Зрновци. Во изминатите месеци биле преземани правни действија и постигнати се вонсудски договори за конечна деблокада на буџетската сметка. Целта е да се преземат итни чекори за заштита на средствата кои би се исплатувале по основ на камати кон доверителите. Од табеларниот извештај што бил добиен, општина Зрновци по основ на 4 извршни решенија должела вкупно 6.240.000 денари. За дел од овој вкупен долг со околу 3.600.000 денари било извршено порамнување согласно Законот за финансиска поддршка на единиците на локална самоуправа и за доспеаните, а не неплатени обврски кон доверителот градежното предпријатие Гранитот Скопје. Со доверителот конструктор Рената бил постигнат вонсудски договор за отпис на каматата од 1.400.000 денари, при што општината се обврзува на динамичен план за отплата на главнината, со што доверителот целосно ќе биде исплатен до април годинава. Останатите 2 основа по кои општината беше блокирана целосно се исплатени. Со преземените активности, деновиве од Министерството за финансии, општина Зрновци добила известување дека нејзината буџетска сметка е деблокирана. За ваквата финансиска состојба биле информирани и членовите на Советот и јавноста во Зрновци на 5-та редовна седница. За реконструкција, изградба и асфалтирање улици, минатата година општина Кочани инвестирала близу 45 милиони денари од сопствениот буџет. Со овие средства се комплетирани поголем број сообраќајници во градот и во населбата Оризари, а дел од нив се наменети за изградба на новите кружни текови на булеварот Тодосија Паунов. Скоро 1/5 од парите биле инвестирани за реконструкција на улицата Роза Петрова со изградба на тротоар, проект во кој беше вклучен и дел од улицата Иван Иванов Балашо, на која се изгради и паркинг простор. Остатокот од инвестициите во сообраќајната инфраструктура биле за изградба и асфалтирање на улици во другите делови на градот, а дополнително со 13 милиони денари обезбедени преку Светска банка, изграден е кракот исток на улицата Искра во Усова чешма, како и 3 крака на улицата Кирил и Методиј во близина на споменикот на Слободата.
Покрај овие средства, уште 5 милиони денари се инвестирани за пробивање и тампонирање на пат за фотоволтаични панели кај селото Тракање, потоа за улицата Борис Евтимов, за дел од патот од градче до селото Јастребник, како и за улицата Тодосија Паунов кај автобуската станица и улицата Смилевски конгрес. За прочистување и тампонирање на полските патишта, како и за крпење прекопи и оштетени асфалтни површини, Општина Кочани од сопствениот буџет инвестирала уште 4 милиони и 600 илјади денари. За пробивање и прочистување на патиштата во Рицко-планинскиот регион пак, како и за тековно одржување со обележување на коловозите и поставување еластични огради, вложени се близу 2 милиони денари. Со тоа, вкупната сума што до крајот на минатата година е инвестирана во сообраќајната инфраструктура во општината достигнува близу 70 милиони денари. Извештајот за што се биле потрошени парите ќе се најде на разгледување и пред советот на општината на седницата закажана за впонеделник. Комуналното јавно претпријатие Водовод упати писмено известување до јавноста во врска со преземените активности за кастрење на гранките од старите дрвја во централното градско подрачје. Во дописот стои дека поради зголемената потреба од кастрење гранки во овој период од годината, одделението Градско зеленило со своите вработени изврши кастрење на повеќегодишни дрвја на различни локации во градот. Целта е да се продолжи животниот век на истите. Заради подобрување на ефикасноста на работата на одделението Градско зеленило, во функција е пуштена и нова машина за дробење гранки, што е обезбедена како донација од швајцарската амбасада, а за потребите на пречистителната станица на отпадни води кај Мојанци, што функционира во рамки на комуналното претпријатие Водовод. Со ваквиот начин на работење се обезбедува поголема количина субстрат за производство на органско ѓубриво во рамки на пречистителната станица. Истовремено се намалува и органскиот материјал во градот, со што се придонесува за зачувување на животната средина. Стои во писменото известување од комуналното претпријатие Водовод. Женскиот фудбалски клуб Кочани ги стартуваше подготвителните активности пред почетокот на пролетниот дел од првенството во втората фудбалска лига во женска конкуренција. Тренинзите се реализираат во салата на основното училиште Никола Карев, а со девојчињата работи тренерот Оливер Јовановски. И покрај тоа што станува збор за млада екипа со просечна возраст на фудбалерките од 17 години, сепак тоа е компактен тим, чии амбиции се враќање во прволигашкото друштво, каде што и настапуваа во изминатите 2 децении. Поискусните фудбалерки во екипата сметаат дека шансите за остварување на целта се реални, посебно со дисциплинираните и редовни тренинзи, на кои повремено отсуствуваат само неколку првотимки кои се повикани на подготовки на младинската женска репрезентација. Моето име е Ана Георгиева, тренирам фудбал веќе 11 години во ЖФК Кочани, играм на позиција средина, заден везен. Член сум на клубот од 2014 година. Моментално почнавме со подготовки од зимниот дел. Првенството започна во почетокот на март. Има амбиции, сакаме влез во прва лига. Напорно тренираме, моментално тренираме кондицијски тренинзи, потоа следи делот од тактичките тренинзи. Првата недела трениравме на стадионот, но поради временските услови продолживме со тренинзи во салата. Треба да има околу 3 контролни надпревари, да видиме колку сме спремни физички пред почетокот на првенството. Реално сме прво место во втората лига и мислам дека ќе влеземе во прва лига. Сите се трудиме за тоа. Тимона Веселинова, член на женски фудбалски клуб Кочани. Играм на позиција штопер со релативно млада екипа. Прв пат годинава сме во втора лига на женскиот фудбал, но нормално имаме амбиции за прва лига со оглед на тоа што сме прво место, односно есенски прваци во претходната полусезона. Нормално иако играме нели прв пат во ова втора женска фудбалска лига, станува збор за релативно доста млада екипа, односно со девојчиња кои што допрва нели започнуваат да играат фудбал, односно нивните почетоци во женскиот фудбал се оваа година, но сепак со оглед на тоа што сме на првото место во
Оваа претходната полусезона нормално имаме амбиции да влеземе во прва женска фудбалска лига, каде што и нормално припаѓаме. Најголем конкурент за влез во првата лига на нашите девојчиња им се нивните ривалки од тимот на Плачковица од Радовиш, со кои го делат првото место по завршувањето на есенскиот дел од првенството. Сепак, шансите за пласман во повисок ранг на надпреварување се големи, со оглед што годинава првата женска лига ќе ја напуштат последно пласираните две екипи. Потврда за квалитетот на тимот на ЖФК Кочани е и што есенската полусезона во втората лига ја завршија со рекордна позитивна гол разлика од 29 постигнати, а ниту еден примен гол. Подготовките за пролетната сезона на фудбалерите на Осогово продолжуваат според планираното темпо. Освен тренинзите на стадионот Никола Мантов, стартува и серијата пријателски контролни надпревари. Првата средба жолто-сините ќе ја одиграат како домакини против второлигашот Каменица Саса. Средбата е закажана за сабота со почеток од 13 часот и 30 минути. Таа ќе биде можност шефот на стручниот штаб Александар Андов да ја види кондицијската и тактичка подготвеност на својата екипа. Неодамна, на самиот почеток на подготовките пред стартот на втората полусезона, тој најави дека освен со Саса, планирани се уште неколку други контролни надпревари. Веќе на втори играме со Детонит дома. Тоа е втората контролна утакмица, третата е на 7 февруари во Дојран со екипа од Србија, која што е во прва лига. Чекаме официјални мејл да ни стигне за да го потврдиме името на противникот, и последната е на 13 февруари со Силекс генерална утакмица или последна контролна утакмица пред почетокот на првенството вториот дел од 19 февруари. Во тимот на Осогово досега има 5 нови засилувања во играчкиот кадар, а до почетокот на пролетната сезона се очекува да пристапат уште неколкумина фудбалери. Исто така во работата на клубот е вклучен и поранешниот голман и фудбалски судија Горан Георгиев, кој ќе работи со голманите на Осогово. Целта на управата и на стручниот штаб на жолтосините е да се задржи второлигашкиот статус.